Токму така, Ване. Добро утро, поздрав од сончевата Битола. Моментално температурата изнесува 10 степени, а во текот на денот најавено е да се искае чистата до 23 степен, што се одлични временски услови за да ја покажеме нашата грижа и љубов и да превземеме некаква активност за да ја заштитиме нашата планета. Токму по тој повод Светскиот ден на планетата Земја ќе го посветиме и ова прво линковско вклучување. Наши утрински гости се професорката Тилија Тодоровиќ од гимназијата Јосип Броз Тито, председател на Еко одборот, како и Димитар Атанасовски, млад европски амбасадор. Добро ви утро. Сдруженијето, мрежата на млади европски амбасадори, заедно со Сдруженијето за меѓународна владинска соработка Интерактив од Битола, како и гимназијата Јосип Броз Тито, денес со заедничка акција ќе го одбележат овој ден. Професорке, што ќе се случува денес? Каква акција и за каков настан станува збор? Токму така, по повод денот на планетата Земја, добивме помош, со помош на учениците од гимназијата и со помош на јавното предпријатие Комуналец од Битола ќе се засадат 30 садници зимзелени дрвја во дворот на нашата гимназија. Така. Во оваа акција ќе учествуваат целиот Еко одбор, како и други ученици од целата гимназија. Да, сите оние кои се вклучени во Еко одборот и вработените во гимназијата и учениците, а секако добре дојдена е помош и од сите останати ученици. Вие преку целата година имате активности со цел да се разбуди свесноста кај учениците, поголема екосвест, како и да се спроведуваат повеќе активности еколошки. За какви активности досега имате спроведено и кои се следни? Така е, во текот на оваа учебна година, како и сите изминати, се организираат разни акции и проекти, меѓу кои зборувам за оваа учебна година, реализирана е акцијата собирање на електронскиот отпад по повод Интернационалниот ден за справување со отпадот. Исто така ученици од нашата гимназија учествува во проектот Зелена Битола, организиран од Младинскиот културен центар во Битола. По повод денот на пролета и денот на екологијата имавме повеќе активности, меѓу кои учениците пишува слогани, текстови, црта, се подигаше свеста во околината на гимназијата така што се поставуваа ливчиња на автомобилите и на случајните минувачи. Ова акција ќе ја имаме денес, а ни предстои и учество во акцијата Генералка Викенд 2025, која ќе се реализира во месец мај. Ви благодарам. Димитар, го одбележувате заедно со гимназијата и со Сдруженијето Интерактив овој светски ден. Зошто е важно да се одбележи овој ден и да се даде свој придонес? Зошто е важно да се одбележи било кој ден? Овој ден ние одбележуваме значењето на нешто најзначајно за човештвото, тоа е природата, нашата планета Земја. И токму затоа ние сакаме да промовираме заштита и негување на нашата планета Земја, и тоа е порака што сакаме да испратиме до секој млад човек, и затоа правиме оваа активност во соработка помеѓу младите европски амбасадори, гимназијата Јосип Броз Тито Битола и Сдруженијето за меѓународна владинска размена Интерактив Битола. Така. Вие сте млад европски амбасадор од Битола. Што представува мрежата на млади европски амбасадори и какви активности спроведувате? Мрежата на млади европски амбасадори е мрежа на млади луѓе кои што се ентузијастични и активисти во своите особено локални заедници. Таа е инаку дел од регионалната програма за комуникација на Европска унија во Западен Балкан, V-Balkans, и активностите што се спроведуваат се генерално таргетирани кон младите и се спроведуваат вакви активности. Друг пример е чистење на плажите низ Западен Балкан, како чистење на плажите во Преспа, но и се прават други активности како трибини, средби, јавни дискусии и така натаму. Благодарам многу и на двајцата и ви посакувам успешна акција и во иднина да спроведувате уште поголем број вакви еколошки акции. Планетата Земја е една и мора за неа да се грижиме исто како и за себе, да секој да даде свој придонес. Ване, ова е толку од првото линковско вклучување на истата тема, ние ќе се вклучиме и ќе продолжиме и во второто наше јавување.